Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Помина нешто повеќе од една година од формирањето на владата предводена од ВМРО ДПМНЕ. Почитувани колеги, ова е ваш буџет кој самите го подготвивте и за кој сега предлагате и ребаланс. Ниту буџетот што беше изгласан во декември минатата година покажа дека имате план, визија, ниту пак овој ребаланс на буџетот покажува дека имате некаков план, дека знаете како и дека нешто ќе направите во интерес на граѓаните на оваа држава. Политиката ваша се сведува на купи ден помини и толку. И затоа само гледаме нови задолжувања, без идеја, без транспарентност, без отчетност и уште помалку одговорност. Од домаќинско работење нема ниту Д. Како да зборуваме за буџет, да се зборува без да имаме предвид општата состојба во која се наоѓа нашата држава? На секој план, економски, социјален, политички, образовен, здравствен и така натаму и така натаму. И што да кажам? Искрено се прашувам како е возможно за една година да не доведете до ова дереџи. Не зборувам за владата, туку за вас, почитувани колеги пратеници од владачкото мнозинство, кои што седите тука, а минувате буквално се што ќе стигне од владата, без никакво критичко размислување, без ниту малку одговорност пред оние што ве гласале. Дали сте свесни каде ја водите државата? Зарем не гледате што се случува? Зарем не гледате каде одиме, како тонеме по сите основи? За само една година видовме дека нема разлика меѓу сите вас и Никола Груевски и целата таа тајфа што децени наназад ја уназади државата. Додуше многу од вас, поточно оние од владата, тогаш беа втори или трети ешелон и сега само си продолжија по неговите стапки. И еве да почнеме со ред, со факти да видиме дека исто, ако не и полошо. Еве да зборуваме за партизација на државата. Не тврдам јас, туку да Агенција за администрација излегува луѓето и сами кажа дека ваков наплив на партиски вработување пред избори немало никогаш. Над 730 активни огласи има што треба да се спроведат, да се обработат и за кои се вршат притисоци да се завршат пред распишување на изборите. На овој начин сакате да окупите гласот на граѓаните? На овој начин сакате да ги задржите сите оние што се разочараа од вас и што видоа каква политичка партија сте и каква политика терате? Што се случува? Што се случува со администрацијата, почитувани колеги? Со судството, со обвинителството? Тефтерчето на Гордана Јанкуловска стана вистинска енциклопедија. И после денеска треба да зборуваме за буџет, па дали бил развоен, ваков, таков или онаков. По вас ништо не ви интересира, освен да, како што велат србите, да ги ухлебите вашите партиски кадри и на овој начин да окупите нивниот глас за следните избори. Зборувате за професионална администрација, па сите можни критериуми за раководни позиции ги спуштите само за да ги наместите вашите кадри. Немате ни срам ни перде. До вас буквално ништо не допира. На очигледен криминал, на очигледна измама од страна директор на Агенцијата за национална безбедност, во врска со неговата диплома за англиски јазик, наместо да се застрамите и да се извините на целата македонска јавност за бруката што ја предавивте, вие ги намалувате критериумите и за другите институции. И сега, кога шемата е откриена, мора да се намалуваат критериумите. Не да е Боже да изберете стручен или квалитетен кадар во некоја институција. Македонските градови станаа див запад. Се пука на секаде, убиства има речиси секој втор ден. Се палат автомобили, се газат луѓе на пешачки патеки. Безбедносната состојба буквално на сите страни е загрозена. Да не зборувам и за поразите што ги доживуваме на меѓународен план. Со измами, манипулации, пиар стратегии поразите се обидувате да ги прикажете како некакви победи. Го лажите народот и за се оно што не чини во државата го обвинувате СДСМ. До кога? До кога мислите дека граѓаните ќе ви веруваат дека со сите ваши грешки, за вашето незнаење, за вашето тотален аматеризам, за вашето крадење и манипулирање е виновен СДСМ? Па вие ги подценивте граѓаните. Мислите тие не гледат што се случува секој ден во државата? Ама кога ќе одите на состаноци на НАТО, кога седите на иста маса со шефови на држави, влади или пак министри, од земјите членки на НАТО, тоа се сликате и се фалите и тогаш тоа е за вас голем успех. Почитувани колеги, жално е што морам да констатирам, но за една година успеавте да ја вратите Македонија цела деценија наназад. Не испокарате со се и живо. Демек, во периметарот на Трамп ке сте влегувале. Демек, ке преговаравте нова преговарачка рамка. Само лага и манипулација, ароганција и комплетно незнаење. Тоа добивам од вас. Свесни ли сте дека не Бугарија, туку вие го бугаризирате македонскиот народ со тоа што не правите ништо
ние да го продолжиме нашиот евроинтеграцијски пат. Свесни ли сте дека вината за тоа што со засилено темпо луѓе заминуваат и бараат бугарски пасоши и сакали се изјаснуваат дека имаат бугарско потекло е ваша? Да не зборува за тоа колку од вас имаат бугарски пасоши. Се изјаснили дека бугари и сега го бранат идентитетот. Луѓето бараат подобрина, бараат европски вредности, бараат просперитет. И затоа, кога гледаат нека ние не само што не одиме напред, туку се враќаме назад, земаат бугарски пасоши. И вака ли вие го штитите нашиот идентитет? Не се грижите вие ни за идентитетот, ни за јазикот, ни за единината на Македонија. Вие се грижите само за себе, за собствените партиски интереси, за интересите на партиските војници. Нема државнички одлуки, нема визија, нема ништо. И затоа не стоиме во место, туку тонеме, пропаѓаме, одиме забрзано наназад. Почитувани колеги, да се вратат на буџетот. Вие можете уште еден месец со лажни кампањи и манипулации да лажете дека состојбата е розова, но фактите се јасни. Трошите како луди, немате план, немате стратегија, не знаете што правите. А во исто време граѓаните се осиромашуваат, цените се повисоки, платите нарастат, нивната вредност опаѓа. И нормално, за да го покриете ова, и да ги покриете овие факти, создавате атмосфера на страф и паника, дека ни се закануваат, дека сакаат да не избришат и така натаму и така натаму. Буџетот е празен, нема пари за поврат на ДДВ и повторно им се заканувате на сите што сакаат да окренат гласот. Да не зборувам за задолжувањето. Од Македонија ќе направите најзадолжена држава, а парите кој знае каде ги трошите. Нема информации кои компании добили кредити, нема отчетност, нема транспарентност. А таму, каде што нема транспарентност, нормално е дека ќе има соннеж и тоа голем соннеж за корупција и на крадење на парите од граѓаните. Не сакам да лажам многу затоа што очигледно до вас не допира ништо. Вие се живеете во ваш свет. Глумите просперитет, лажете, манипулирате и мислите дека со пиар кампањи може се да покриете. Но на крајот не можам да не се осврна на трагедијата што ја погоди нашата држава. На Кочани, на 62-та изгубени млади животи. И кога го гледам вашиот однос кон најблиските на настраданите, кон повредените, кон нивните најблиски, не можам а да не се запрашам, имате ли вие, луѓе, душа? Имате ли кај вас некаква емпатија? Има ли кај вас сочувство? Дали ги познавате овие зборови? Не е само што ништо не преземате за овие луѓе, не е само што ги одбивате сите предлози за помош и поддршка за овие луѓе. Ајде што сите нас, што се заложивме за нив, не лекувате со погрдни имиња. Не правите некрофилија, појма немате што значат тие зборови. Ама, така без сочувство да се унесувате кон родителите на загинатите, да ги навредувате, да си играте мајтап со нив, па тоа е навистина срамота. Наместо да гледате како да им помогнете на луѓето, вас ви интересира само колку помалку за тоа да се зборува во јавност. И затоа се заканувате, навредувате секогаш кога ќе го отвориме ова прашање. Но најстрашно е што не само што се заканувате тука во собранието, туку почнувате да им се заканувате и на родителите на починатите. Па имате ли вие малку совест? За жал, она што денеска ни се случува, почитувани граѓани, се повеќе наликува на Орвеловата 1984 година и желбата да се креира нова реалност. И само вашата вистина е апсолутна вистина. Тоа, почитувани граѓани, нема и не смееме да го дозволиме. Благодарам.